Добар ден од Ресен. Денеска сме овде во општина Ресен. Како дел од теренската акција важно е, од тебе зависат промените. Значајно е заедно со градоначалникот, заедно со советниците, со луѓето од општинската администрација, пратеничката, која што е и дел од извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, Олга Лозановска, да поразговараме за тоа што е важно за ресенчани. Тоа што е важно за ресенчани е важно и за ВМРО-ДПМН и коалицијата. Сакаме директно од ресенчани да слушнеме кои се потребите на ресенчани, од групи на граѓани исто така да слушнеме што е она што очекуваат од идната влада на ВМРО-ДПМН и сето тоа да биде дел од следната програма на изборите кои што ќе се случат за неколку месеци од денес, а потоа се разбира да биде и владина програма, односно програма на владата која што ќе предводи ВМРО-ДПМН за неколку месеци од денес. Имаме спротивен пристап од тоа што била пракса во минатото, почнуваме директно од теренот, директно од средби со граѓаните, што е можно повеќе граѓани сакаме да сретнеме и од што е можно повеќе граѓани да слушнеме што е она што е важно за нив, а тоа да биде дел од следната програма. Многу сме внимателни. Овој пат сакаме да влеземе во кампања каде што тоа што ќе биде дел од програмата, тоа и ќе биде испорачено. Не сакаме да предизвикаме преголеми очекувања кои што потоа од објективни и од субјективни причини нема да бидат реализирани и тоа веднаш како реакција да создаде големи разочарувања. Така што многу внимателно влегуваме и многу внимателно ќе ветуваме и ќе биде дел од идната програма на ВМРО-ДПМН и од идната влада предводена од ВМРО-ДПМН. Заедно со градоначалникот, заедно со председателот на општинскиот комитет, советниците, администрацијата, пратеничката, исто така ќе посетиме многу проекти кои што се реализирани од страна на градоначалникот овде во општина Ресен. Ќе потсетам, овие 2 години од како Јовче е избран за градоначалник, тој се соочи со многу проблеми од објективна и субјективна природа, блокирана општина. Општина која што имаше огромни долгови, но и покрај тоа, сепак, успеа да реализира голем број проекти, да испорача голем дел од ветувањата кои што беа дел од програмата на ВМРО-ДПМН и неговата изборна програма на локалните избори во 2021 година. Имајќи предвид со каква влада се соочуваме, притисоците, одземањето ингеренции, неинвестирањето во општините, каде што имаме градоначалници од ВМРО-ДПМН, тука згора на се имаме и блокирана општина, сепак реализирани се голем број проекти. Но добрата вест е што за неколку месеци од денеска ќе имаме нова влада, влада на ВМРО-ДПМН, која што планира преку основниот проект да вложи до 7,5 милиони евра во општина Ресен за проекти кои што ќе бидат дел од капиталните инвестиции, а директно ќе бидат насочени кон ресенчани, многу водоводи, многу асфалт на улици и булевари, фекална и атмосферска канализација, реконструкција на плоштадот Цар Самуил. И тоа ќе бидат проекти финансирани директно од централниот буџет, надвор од буџетот кој што ќе го има самата општина. Ќе повторам, до 7,5 милиони евра. Цениме дека тоа ќе одговори на потребите на ресенчани и во многу нешто ќе го подобри квалитетот на животот дека во општина Ресен. Сосема на крај ќе ми дозволите уште еднашка да му честитам на Јовче, на советниците, на администрацијата, на луѓето кои што ја поддржуваат работата на градоначалникот на општина Ресен, да посакам да продолжат со храбро, честно работење, што е многу важно, посветено работење и подготвени да ја дочекаат новата влада на ВМРО-ДПМН со многу проекти кои што заедно потоа ќе ги реализираме. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Господин Мицковски, премиерот Ковачевски пред неколку часа изјави дека треба да се отворат нови карти, дека се оние стари флоскули, па вчерашната ваша изјава околу отворањето на музејот и картата за голема Албанија. Што вие ќе возвратите? Па видете, овие етнонационалистички и шовинистички пораки кои што доаѓаат од водечкиот и стожерен коалиционен партнер во владата Демократската унија за интеграција и Али Ахмети се за целосно осуда. Ние во 21. век
во Македонија треба да зборуваме за работи кои што значат додадена вредност во животите на нашите сограѓани, да зборуваме за нешто кое што сите граѓани од нас го очекуваат. За жал денеска албанците, македонците, турците, србите, ромите, бошњаците, власите, поради тешкиот живот во Македонија и поради ваквите политичари кои што 20 години, повеќе од 20 години на овие националистички, шовинистички флоскули ја плячкаат Македонија, ги полнат автобусите и авионите и заминуваат од Македонија. Јас кажав во една прилика дека во периодот што следи во отсуство на проекти, во отсуство на работа, Демократската унија за интеграција и Али Ахмети и останатите првенци на таа партија за да го заштитат криминалот кој што го прават и злоделата кон македонскиот, албанскиот, турскиот, српскиот, бошњачкиот, влашкиот, ромскиот народ и екзодусот кој што се случува, ќе се обидат да дефокусираат со вакви националистички, шовинистички пораки. Мене ме чуди Ковачевски што како помал коалиционен партнер во оваа влада уште го грее столчето таму. Треба да замине и да покаже барем еднашка во неговиот живот дека не е обична кукавица измеќар на Али Ахмети и Демократската унија за интеграција. Владата ќе потроши речиси 1 милион евро за наем, односно рентање на службени возила за самитот на ОПСЕ. Вие и вашата матична партија реагиравте, коментар? Па и од еден ваков настан кој што би требало да значи можност странски високи дипломати да ги видат убавините на Македонија и главниот град, тие успеа да отворат сомне за криминал. Со цените кои што ги прикажуваат, тие дури не можат да им конкурират ни најбогатите светски држави, бидејќи се неколкократно повисоки и од оние кои што таму на пазарот може да се најдат. Жалам што и во последните моменти од овој мандат тие покажуваат и докажуваат дека се само обични криминалци. Ништо повеќе од обични криминалци. И навистина е за секаква осуда ваквото однесување. Дали има доближување на ставовите околу датумот за избори, поклопување на непревки од парламентарни со председателски, али уште нема некој доближување. Очекувам да преовлада разумот, очекувам да преовладат државните интереси и во наредните денови, би рекол недела до 2, да се постигне консензус околу датата за изборите и на еден трошок, да не ги оптеретуваме граѓаните со двојни трошоци, да организираме и председателски и со вториот круг на председателските парламентарни избори, да ја прекратиме оваа агонија во Македонија, да дојде влада која што ќе биде избрана од народот, влада која што ќе се зафати со сериозни реформи и трансформација на Македонија во една навистина пристојна европска држава. Маша ли жена за кандидат за председател? Па ќе видиме, ние во минатото како политичка партија се покажавме дека имаме навистина широки погледи за тоа кои ќе бидат председателски кандидати. ВМРО ДПМН има една озбилна внатрешна процедура преку организирање на изборна конвенција, која што е статутална одредба, делегатите кои што произлегуваат од членството ќе го дадат своето мислење. Очекувам да има кандидати кои што ќе бидат и мажи и жени, па делегатите на конвенцијата нека го изберат најдоброто решение за Македонија пред се, а потоа и за ВМРО ДПМН. И од мене уште едно прашање, како гледате на окрупнувањето на албанската опозиција? Па секоја конкуренција на политичката сцена е добре дојдена. Јас ценам дека ќе понудат барем од тоа што го слушам од до сега како нивна порака нешто кое што представува визија за еднината, не визија за минатото, дека ќе излезат од оваа игра која што ќе се обидува Али Ахмети и првенците на ДУИ да ја наметнат, а тоа е националистичка, шовинистичка реторика, дека заеднички со граѓаните ќе гледаат напред кон 21. век, како да ја развиваме економски Македонија со подобро образование, со задоволни земјоделци, со пензионери кои што не протестираат, кои што уживаат во своите пензионерски денови, со доктори и професори кои што се задоволни од своите примања, со млади кои што тука ќе ја гледаат својата иднина и така натаму.
Тоа е она кое што го очекувам од Сдружената албанска опозиција, да не влегуваат во замката која што ретроградните сили кои што се дел од врхушката на ДУИ, кои што се обременети за жал со тежок степен на криминал, ќе сакаат да ја наметнат, а тоа е национализам и шовинизам кои што се својствени за 19-тиот и почетоците на 20-тиот век. Иако до крајот на годината требаше да биде пуштен автопат од Кичево Охрид, власта допрва ќе прави ревизија и најавува раскинување на договорите. Да, вие сте во право со вашата констатација, за жал и покрај на два пати продолжените со анекси договори и покрај тоа што гледате дека имаше многу празни ветувања од страна на превенциите на СДСМ дека се тоа ќе биде завршено и дека денеска ние ќе можеме да возиме по новиот автопат од Кичево до Охрид. За жал тоа не се случува. За жал продолжува да се губат човечки животи поради немањето на проектен менеджмент и за жал многу криминален карактер на оваа влада на ДУИ и на СДСМ. И сега наместо да најдат начин како да го забрзаат проектот, тие повторно се обидуваат со некои гимнастики и политиканства да предизвикаат застој на работите, да предизвикаат конфликт со изведувачите и на тој начин дополнително да го одложат реализирањето на овој проект. Жалам што тоа го слушам, но повторно ќе кажам, добрата вест е што за неколку месеци од денеска доаѓа влада на ВМРО ДПМН која што има намера сериозно да ги заврши сите проекти во Македонија.